Престојот на заменик министерот за животна средина Јани Макрадули во Кочани, членовите на советот го искористија да излезат со соопштение преку кој ги повикуваат надлежните институции во државата да ги превземат сите неопходни мерки за спречување на неконтролираната експлоатација на геотермалната вода од концесионерот и собственик на оранжериите Добра. За ова своевидно барање стојат сите советници од власта и опозицијата, кои се едногласни дека доколку не се преземат соодветни мерки и продолжи понатамошната експлоатација, може да дојде до целосно уништување на термалните извори. Во врска со заклучокот на 32-та седница на Советот на општина Кочани, ние како членови на Советот на општина Кочани јавно ги повикуваме сите надлежни државни институции итно да преземат соодветни мерки во врска со неконтролираното исцрпување на геотермалната вода во општина Кочани. Проблемот трае подолго време, но последната година истиот ескалира. Затоа уште еднаш апелираме, ние како членови на Совет, и бараме од Техничкиот инспекторат и од Министерството за економија да преземат соодветни активности кон приватниот концесионер, бидејќи досега неколку пати е реагирано од локалните институции, но од надлежните од државата се уште нема одговор. Заменик министерот Макрадули најави комбинирани инспекцијски активности за да се оневозможи концесионерот неконтролирано да експлоатира топлата вода од утробата на земјата. Ќе побарам во ренден инспекцијски комбиниран увид да се направи од страна на повеќе инспекторати различни по природа, но кои што сите можат да придонесат од својата област во детектирање на проблемот и потоа да се донесат одлуки за решавање на истиот. И градоначалникот Илиев е дециден дека ќе се преземе се што е потребно за да се спречи нерационалното искористување на природното богатство. Постојано се соочуваме со овој проблем и навистина преземаме мерки со кои овој проблем ќе биде надминато, и во тој контекст сакам да кажам дека како што најави заменик министерот се работи во повеќе сегменти, а една од таа работа е и денешниот мој состанок заедно со целокупниот стручен тим како од геотермалниот систем, од општината и од јавното претпријатие. Одиме на состанокот во Министерство за економија, каде што уште еднаш јасно и гласно и недвосмислено ќе ги укажеме на нашите забелешки и ќе бараме конкретно и брзо решавање на проблемот. Вториот концесионер покрај геотерма, кој е во состав на комуналното јавно претпријатие Водовод, концесијата има добиено во 2012 година, при што има издупчено 3 бунари, од кои 2 за експлоатација и 1 за реинектирање. Меѓутоа во Водовод и во општината, кои меѓу граѓаните постои сомневања дека практично сите 3 бунари се користат за експлоатација, а искористената вода, наместо да се враќа во утробата на земјата, се испушта во Ризарска река. При тоа никој не знае колкава количина вода испумпува и дали е тоа во согласност со договорот за концесија.